Опасен отров убива кучиња низ населбите во Скопје. Последното труење се случи вчера во населбата Бутел, каде настрадаа десетина кучиња. Стотина кучиња во последните месеци беа отруени на повеќе од десетина локации во Скопје. Морбидни слики кружат по социјалните мрежи, а многу граѓани ги изгубија своите домашни миленици. Во Велешко Голожинци отровот усмрти 30 кучиња, сите домашни од селото. Масовни труења имаше во Штип, Тетово, Попова, Шапка. Како отров најчесто служи пестицидот ланате, кој убива за само неколку минути.Оздруженијето за заштита на животните Анима Мунди се сомневаа дека станува збор за организирана група, која отровот го расфрла околу контејнерите, но и во училишните дворови. Апелираат до надлежните институции да превземат мерки и сериозно да го сватат проблемот. Освен мала група на граѓани, одредена група на граѓани и ние, никој не се скандализира од оваквите дела, а тоа е сериозен кривичен прекршок за кој што се добива до 5 години затвор. Како секој има пристап до оваква супстанца, ние сакаме и бараме да се забрани да се продава. Ветеринарите најчесто кога ги носиме лешевите востановуваат дека се работи за ланата. Пестицидот ланате е отров од прва категорија кој убива уште пред да се стигне до најблиската ветеринарна амбуланта. Ветеринарот Анастас Петров за Нова ТВ објаснува дека не постои против отров кој би делувал за да се спаси животното, кое умира во агонија. Ние по искуство, по самиот мирис, значи кој што се јавува од устата на животното, повраќаните содржаи и така натака, значи може да предпоставиме дека се работи за тој отров, меѓутоа со некаква сигурност не можеме да кажеме дека се работи точно за ланат. Сега конкретно ланатето значи делува доста брзо, значи за некои си 5 до 10 минути веќе се јавуваат првите симптоми, да не кажам и за пар минути. При поголеми количини, значи доаѓа до јако пенење на животното, значи грчење на мускулатурата и за кратко време од сама блокада на дишната мускулатура, значи умира самото животно, се јавуваат страшни крварења по дигестивниот тракт и така натака. Стотина луѓе дневно боричкаат по контејнерите каде што најчесто се расфрла отровот. Овој човек вели дека знае за смртоносниот отров, но нема што да прави бидејќи од пластичните шишиња кои ги собира во контејнерите зависи екзистенцијата на неговото семејство. Стравни е, ама нема што да направиме, мораме. Знам дека е опасно. И све што дишиме и све што пипаме, тоа е веќе. Не знаеш што може да начекаш. Дали игла некоја, шприц некој, секако може да се фати нешто. Ама немаме што да работиме, мораме. Пестицидот ланате во земјите на Европската Унија е забранет за употреба и продажба од март 2009 година поради директно загрозување на здравјето на луѓето и индиректно преку почвата и подземните води. Може да го купи само лиценциран земјоделец со специјална дозвола. Кај нас овој опасен пестицид, како и слични хемиски препарати, може без проблем да се купат во земјоделските аптеки. Нив може да ги купи секој, па дури и дете, и да ги употреби каде сака. Извинете. Ланате? Ланате, имам неомил. Што значи тоа? Како кажете? Неомил. Неомил, исто е. Од колку? 100 грама. Од 200, а тоа ланате е инаку подобро? Исто активна материја, истото, само различна фабрика. Чекај. Мојот колега Дамјан влезе во една од земјоделските аптеки во Скопје и мислам дека без проблем му дадоа да купи еден од пестицидите кој што служи како отров за кучиња. Дамјан? Без проблем, истиот производ, меѓутоа од друга фабрика. Без проблем, 350 денари, кој сака може да го купи. На клиниката за токсикологија предупредуваат дека се работи за исклучително отровна хемикалија. Директорот Андон Чибишев вели дека во изминатите години многу луѓе завршиле со смрт предизвикана токму од пестицидот ланате, за кој не постои против отров ниту во хуманата медицина. Поголема е опасноста кај децата да дојдат во контакт со тие излачевини од животниве кои умираат и да се случи некоја трагедија која никој не ја посакува. Значи, апелирам до градските власти подхитно да нешто преземат и да се стави крај на ваквите
само иницијативи или само настапување на некакви душегрижници, кои што на ваков еден нечовечки начин, би сакал да кажам, се пресметуваат со кучињата скитници. Затоа што се работи за, пак ќе повторам, за исклучително отровна хемикалија. Кој го расфрла смртоносниот отров низ улиците не е познато. Тоа е работа која треба да ја испита МВР инспекторатот за земјоделство пред да се случи трагедија, да се изгуби човечки живот или од него да настрада и некое дете.